Поштувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Во Гостивар официјално отворен младински ресурсен центар кој ќе го покрива целиот Полошки регион. Трговците на градскиот пазар во Тетово велат кризата со пандемијата и студеното време го намали бројот на потрошувачите. Матурантите ќе полагаат 2 екстерни испити, третиот ќе се претвори во интерен испит. Во Гостивар денес официјално беше отворен младински ресурсен центар. Истиот ќе го покрива целиот Полошки регион, со што младите ќе имаат можност преку обуки и едукација побрзо да дојдат до вработување. Мисијата на новоотворениот младински ресурсен центар ICAN во Гостивар е подготовка на младите за активно учество на пазарот на трудот, поттикнување на предприемачкиот дух и иновативните бизнис решенија, поддршка на дигитализацијата и зелените идеи, како воспоставување поблиска соработка со приватниот сектор од регионот. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари ја подлече важноста од еден ваков центар за локалниот развој и изрази уверување дека овој современ ресурсен центар ќе одговори на потребите на младите во целиот Полошки регион. Shumë e rëndësishme për ne si komunë që të fundit. Многу е важно во нашата општина да имаме младински центри и овој трет младински центар што се отвора во подрачјето на нашата општина во последните 2 години. Со овој центар во разговор со Азир дојдовме до заклучок дека ќе има одржливост и можам да гарантирам дека ќе има целокупната поддршка на општина Гостивар со сите расположливи капацитети кои ги имаме. На отварањето присуствуваше министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, која ја истакна поддршката за ваквите центри. Младинскиот ресурсен центар ICAN во Гостивар ќе нуди токму таква поддршка на младите да ја развиваат својата креативност, своите бизнис идеи, за да можат успешно да ги преточат во вистински бизниси, во старт-ап компании и активно да учествуваат заедно со сите чинители на пазарот на трудот. За тоа дека Полошкиот регион има сериозен потенцијал во креативност и отварањето на бизниси, покажува остварувањето на оперативниот план на активни програми и мерки од минатата година, со кој што во овој регион се отворени 231 нови бизниси, од кои 83 бизниси се основани од млади. Активностите се финансирани од Швајцарската агенција за соработка и развој, а реализирани од Програмата за развој на Обединетите нации. Партнер на центарот е Универзитетот на Југоисточна Европа. We all know that the youth is a very important part of our society. Сите знаеме дека младината се многу важен дел од нашето општество, особено дека тие се предводници на промените. Затоа мислам дека е многу важно да се интегрира овој младински елементот на младите и нивната перспектива во нашата работа и во работата на владата. Овој центар им нуди на младите место каде што може да се обучуваат, да бидат обучено, да разменат со другите колеги млади знаења и податоци и да се развиваат понатаму. Some times ago, when we were just thinking about the creation of this center, пред доста време, значи кога беше времето кога само размислувавме за овој проект, сакавме значи да бидеме амбициозни и сакавме ова да биде креативен и динамичен центар за млади од сиот регион, каде што може да работат, да креираат, да создаваат заедно и да учат заедно. Ideea e Universitetit ka qenë me themelimi. Намерата на Универзитетот на Југоисточна Европа преку креирање на бизнис центарот, центарот за кариера, центарот за или техничкиот парк, да направи премостување помеѓу практичниот дел и теоретскиот дел на живот. Младинскиот ресурсен центар е сместен во објектот на поранешниот коледж во Гостивар. Четвртокот во Тетово е пазарен ден, но денес на градскиот пазар се забележуваше послаба раздвиженост. Голем дел од тезгите беа затворени, а трговците велат дека најголем проблем е слабата куповна моќ на граѓаните. Причина за намалената потрошувачка е и кризата предизвикана од пандемијата со коронавирусот.
Цените се исти, но луѓето немаат пари. Вака ја опишуваат ситуацијата трговците на градскиот пазар во Тетово. Четврток во градот е пазарен ден и речиси секогаш се забележувала голема фреквенција на луѓе, но денес забележавме поинаква слика. Раздвиженоста беше мала, а на многу места нашата камера регистрираше и затворени тезги. Пазарџиите велат причина за послабата продажба и студеното време, но и кризата заради пандемијата со коронавирусот. Народ и чеве, како видите, нема ништо. Денеска е пазарен ден, нема придвижување? Слабо. Нисмо работили, денеска смо отвориле маски, иначе беше ладно. Смрзна све, што ќе правиш? А само заради студото или мислите дека и заради И пандемија? И пандемија, и немаше народ и така. А што да речеме? Нема народ. Има народ, ама толку е моќта. Што знам, пандемија, кажи го, ова без парица, кризи некои си, значи све на своје. Па бидува нешто, ама не е тоа што треба да бидете. Зошто е зимски период, цените може би се малку и покачени, или? Не, тоа е нормално. Тоа е нормално, не се покачени, стандардни ги држиме. Значи, тие цени са. Ние не сме задоволни купувачите со нивни болки, што се вика, и тоа е тоа. Па има мало поеќе од вчера. Поради времето мало е подобро денеска. Кажете ми цените како се? Исти се цените. Мало има разлика, не е кој знае некоја голема разлика, исти се, скоро исто. А општо состојбата вака да ја цените има раздвиженост, купуваат луѓето или е намалена? Има, добро. Нема многу, али добро, средно. Па нема пари, кај има. Нема ни луѓе? Нема, да. Па нема и маркетите, појќе и готово па. Што викам? А денеска четврток пазарен ден? И денеска? Четврток, не знам, 5-6 години више овде унутре, четврток пубоде, да смо покриени, да не дојдемо. Заради студеното време во изминатиот период, голем дел од трговците велат дека воопшто не работеле, најмногу за да ја заштитат робата од замрзнување. Очекуваат со зголемувањето на температурите да се зголеми и раздвиженоста на луѓето, за да можат да ги остварат своите приходи. За останатите ваучери за вработените во инфективното оделение при Гостиварската болница се опфатени во петтиот владин сет мерки. Владата најави дека во петтиот пакет економски мерки ќе бидат опфатени и здравствените работници од инфективното оделение на болницата во Гостивар, кои не добија ваучери, кои беа предвидени уште во третиот сет мерки. Со мерката под број 23 финансиски ќе ги поддржиме здравствените работници кои не беа опфатени со третиот пакет мерки. Станува збор за мал број на корисници, а предвиден износ од 570.000 денари. Средствата се наменети за здравствените работници од болниците во Струмица и Гостивар. Вработените на инфективното оделение кои се први во борбата против ковид во Гостивар во неколку наврати реагираа дека се уште не ја добиле наградата од 20% од основната плата за 2 месеца, напоменувајќи дека доставиле списоци на вработени, а поднесувале и приговори. Инаку инфективното оделение има персонал од 30 на вработени. Министерот за здравство Венко Филипче во разговор за топ тема на телевизија Телма информираше за начините на кои ќе се одвива вакцинацијата во земјава и бројот на вакцини кои е планирано да се набават за имунизација на населението. Ќе се набават доволно вакцини за да се изврши имунизација на 60 до 70% од населението во земјава. Толку е потребно за да се создаде колективен имунитет, истакна министерот за здравство Венко Филипче во гостувањето во топ тема на телевизија Телма. Вакцини ќе се набавуваат и преку Ковакс механизмот. Договорот со Pfizer и до крајот на месецов се очекува да пристигнат и кинеските вакцини на Sinopharm. 800.000 дози преку системот Ковакс, кој што почнува според најавите на крајот на првиот квартал, тоа е во месец март, а тоа се 20 до 30% од сумата од 120 до 170.000 вакцини наменети за првите 2 квартали. Што значи дека некаде околу 30.000 вакцини најмалку од сите тие 800 преку Ковакс на системот треба да додат во месец март. Кинеските вакцини ги очекуваме до крајот на овој месец, тоа се околу 200.000 вакцини. Го очекуваме договорот со Pfizer, дефинитивната верзија за исто така 800.000
вакцини. Значи во овој момент имаме вкупно 1.800.000 вакцини, доволни за да се опфати 900.000 население. Дополнителната бројка веројатно ќе биде на оној систем на европската солидарност, за кој што неколку пати се смени концептот поради тоа што европските земји беа соочени со истите предизвици и проблеми како и колективните системи, а тоа е ковак системот. Проблемот беше недоволната количина капацитет на производство од страна на големите фабрики и производители. Нашиот таргет е да се опфати 60 до 70% од населението за да се постигне колективен имунитет во процент кој што се верува не само за ова во моментов пандемијата, кој генерално од епидемиолошки аспект гледано, тоа е процентот кој што треба да биде опфатен со вакцинација од население за да се постигне соодветен степен на колективен имунитет. Филипче објасни како ќе изгледа процесот на вакцинација најпрво на здравствените работници. Сите вработени кои што пријавија интерес, здравствени работници, доктори и сестри кои работат со ковид ќе бидат вакцинирани тука во овој пункт. Прво институциите во Скопје, овие 2 до 3 денови, од викендот и од понеделник, вработените во другите болници ширум државата ќе доаѓаат тука и вработените во приватните болници. Сметам дека здравствените работници на начин како што сега се пријавија, всушност пуштија и добар сигнал. 70% од целокупниот број на здравствени работници кажаа дека сакаат да се вакцинираат. И тоа е единствениот спас. Вакцините се безбедни, вакцините се развиени на сигурни платформи, штитат 100% буквално сите вакцини кои што се сега на пазарот од смрт и од тешка форма на болеста, што значи дека тоа е единствениот начин да се смени сликата за пандемијата во светот. Вакцинацијата во земјава започна вчера, а прва доза од вакцините добија докторка и сестра од инфективната клиника во Скопје. Владата и Сојузот на средношколци изнајдоа заедничко решение со кое секој матурант ќе може да се запише на било кој факултет во државата или надвор. Ќе полагаат 2 екстерни испити, додека третиот екстерен испит ќе се претвори во интерен. Матурата оваа година наместо на 29 мај ќе започне на 5 јуни. Ова и минатата година во нејзината завршница се учебни години различни од сите претходни. И нужно беше државната матура да претрпи измени и да се најде волја од двете страни за заеднички прифатливо решение. Од моја страна ќе ги презентирам само првите 2 главни решенија, а Бленди ќе ги презентира сите останати, како и деталите за целата постапка за државната матура. Се договоривме за 2 екстерни испити, додека за третиот екстерен испит се согласивме да се трансформира во интерен испит. Вака, ниту еден матурант нема да има проблем да се запише на некој од домашните или странските престижни универзитети. Се договоривме и за формирање на работна група помеѓу Бирото за развој на образование во надлежност на Министерството за образование и наука и Сојузот на средношколците, која што ќе се одлучува за кратење на програмите за екстерните испити. Групата ќе биде составена од представници на Бирото и од представници на Сојузот и наставници номинирани од Сојузот на средношколците. Со работната група ќе председава представник од Канцеларијата на председателот на владата и целиот овој процес треба да заврши некаде до средината на март. Како дел од ова решение влезе и заедничката согласност матурата да започне една недела подоцна, односно наместо 29 мај, како што беше предвидено, да започне од 5 јуни. Овој компромис со овие промени 10 на број по содржина е олеснување кое го зачува квалитетот во образованието и интересот на нашите матуранти. Ова е едно заслужено олеснување кое соодветствува на вонредните услови кои се одвива наставата. Ние не баравме како што не обвинуваат да не учиме, ние не баравме како што некои тврдеат да не полагаме, баравме да бидеме слушнати, баравме промени кои ќе соодветствуваат на реалните услови во кои се изведува наставата. Со компромисот што го постигнавме, веруваме дека ќе има реално кратење на испитните програми за екстерните испити,
а другите елементи дополнително ќе го олеснат полагањето на државна матура, при што никој нема да биде оштетен. Тетовец лишен од слобода, чиј угостителски објект работел по истек на дозволеното време. Физички напад на гостиварец, санкционирани возачи поради непрописни паркирања. Во продолжение следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 70 лица, 43 од Тетово и 27 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 4 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. А при извршените контроли на лица со вакви решенија не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 33 годишен тетовец, чиј угостителски објект на улица ЈНА во Тетово работел по дозволеното време и во него престојувале и биле послужувани гости. Објектот времено е затворен од Државниот пазарен инспекторат, а по целосното документирање на случајот на тетовецот ќе му биде изготвен поднесок за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. Вчера 26 годишен гостиварец во СВР Тетово пријавил дека околу 16 часот и 45 минути тој ден на улица Слободан Пеповски во Гостивар физички бил нападнат од 3 лица. Околу 21 часот полициски службеници на СВР Тетово привеле 30 годишен гостиварец поради сомнение за негова инволвираност во физичкиот напад. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, вчера презеле вкупно 48 мерки, од кои повеќе од половината се однесувале на непрописно паркирање, најмногу во така наречени двојни редови. На прекршителите изготвени им се соодветни поднесоци, а 5 возила кои го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот биле подигнати од Тетовската ПАЕК служба. Покрај ова откриени и санкционирани се и 6 возила кои не ја прилагодиле брзината според условите на патот. 5 мина возачи кои управувајќи ги возилата користеле мобилен телефон и други видови прекршоци. Општинскиот фудбалски сојуз на Тетово денес одржа пресконференција за медиумите на која информираше за состојбата во која се наоѓаат. Ние, како ОФС Тетово, врз основа на статутот на ОФС Тетово, ги направивме сите подготовки за на 18 за организација на овие слободни демократски избори. Но, на 17 февруари, Централниот регистар на Република Северна Македонија и Второстепената комисија за жалби го одзедоа легитимното право стегнато по 2 години талкање по судовите, со флагрантно непочитување и второстепената одлука на апелациониот суд. За ситуацијата да биде потрагична, како председател на ОФС Тетово се враќа лице на кое мандатот му е истечен од 2016 година. По втор пат се повторува нашиот сојуз да не е во можност да учествува на изборното собрание на Фудбалската федерација на Македонија. Ја информиравме јавноста дека како резултат на овие действија и правни повреди ќе поднесеме жалба до истата комисија, подкрепена со фактите кои ги поседуваме како одлука на Управниот суд од 17.1.2019 година, одлука на Вишиот управен суд од 14.10.2020 година и одлука на Централниот регистар на Република Северна Македонија од 21.1.2021 година. Фудбалскиот клуб Тетекс денес на ревијален надпревар против Брегалница од Штип го повлече од употреба дресот со број 4 во чест на легендата на клубот Бошко Блажевски. Фудбалскиот клуб Тетекс денес официјално го повлече од употреба дресот со број 4 во чест на Бошко Блажевски. Надпреварот помеѓу Тетекс и Брегалница символично беше прекинат во 4-та минута. Најпрво присутните со 1 минута молчење му одадоа почит на Блажевски, а потоа во негова чест беше повлечен од теренот дресот со број 4. Секако ова е голема чест за нашето семејство. Најпрво голема благодарност до раководството на фудбалскиот клуб Тетекс на укажаната чест. Ова нека биде поттик за сите работници спортски, за децата млади, дека се што ќе постигнат, дека некој им го памти тоа, дека
се возвраќа доброто за добро и дека целта е исполнета до крај. По старите генерации повеќе се сеќаваат за неговата играчка кариера. Ние, да речем, ја многу малку се сеќавам. Многу ретко се сеќавам на опроштената утакмица која што му беше искто во негова чест организирана во 70-тите години. После тоа беше директно, некојаш индиректно вклучен во фудбалскиот клуб Тетекс како тренер, помошник, спортски работник, во управа, значи редовно до крајот на својот живот беше вклучен во фудбалскиот клуб и во другите спортови низ градот што беше активиран како активист во пензионерското друштво. Значи целиот свој живот го посвети на градот Тетово, а посебно на фудбалскиот клуб Тетекс. Значи цел живот му беше посветен и сите приказни дома што ги кажуваше на нас и на внуците беше поврзано со неговата кариера. Многу искажани и неискажани приказни има. Бошко Блажевски, иако тетовец, својата кариера ја започнал во Брегалница од Штип, каде минал 3 сезони. Потоа дури 12 сезони поред го носел дресот на Тетекс, каде бил и капитен. Освен за овие две екипи, Блажевски една сезона настапувал и за Љуботено Тетово. Во текот на целата кариера настапувал со дресот со број 4. Токму од таа причина, раководството на фудбалскиот клуб Тетекс се одлучи на надпревар против Штипска Брегалница, дресот со овој број трајно да биде повлечен од употреба. Екипата на Шкендија обезбеди пласман во полуфиналето на машкиот одбојкарски куп на Македонија. Помеѓу најдобрите 4 екипи од претходно е пласирана и екипата на Универзитет Тетово. Тетово ќе има 2 екипи помеѓу најдобрите 4 во машкиот одбојкарски куп на Македонија. Универзитет Тетово својата работа ја заврши уште минатата недела, кога на 2 пати ја совлада екипата на Весна Пробиштип со по 3:0. Втор тетовски представник ќе биде екипата на Шкендија, која синоќа на реваншот од четвртфиналето го совлада Борец во Велес со максимални 3:0, односно по сетови 25:22, 25:21 и 25:23. На првиот надпревар во Тетово беше 3:2 за Шкендија. Останатите 2 екипи во полуфиналето се Вардар и Джио Струмица, кои ги елиминираа Угада Штип, односно Лирија. Во женскиот сегмент од ова надпреварување Тетово нема да има свој представник, бидејќи екипата на Универзитет Тетово е елиминирана од Вардар. Освен екипата на Вардар, во полуфиналето се пласираа уште и Струмица, Работнички и Наковски волеј. Надпреварите од полуфиналето од Купот на Македонија во двете конкуренции ќе се игра по истиот принцип како и четвртфиналето, односно подобриот од 2 надпревари ќе обезбеди пласман во големото финале.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!